Добро вечер, се клучно повторно зборам за една актуелна политичка тема која се одвива деновива. Тоа е во Сингапур се одвива Азиска безбедносна конференција, каде пред се зборува за безбедноста во светски рамки. Гледаме дека безбедноста па и демократијата се загрозени како никогаш досега. И тоа е за цел свет покрај фактот дека учествуваат држави од Азија. А кога велам држави од Азија, сметам за држави кои се залагаат за демократија. Тоа се нели случајната во Украина, Косово, Израел, Тајван и ред други работи. Пример има се повеќе и повеќе, за жал. И Западот тоа треба да го свати крајно сериозно. Дека наречените самопрогласените државотворци, кои државници и слично, кои сметаат дека треба, не знам, да имало некакви референдуми за нешто, не треба да има референдуми. Тие се обидуваат да во најмала рака одложат, ама се надеваме дека нема да им успее воведувањето во Шенген, односно евро во Бугарија и Романија. Со право се суспендирани за изборите во Романија, Франција и други држави. Соединетите американски држави треба да крај на прозападна дворешна политика, да се ги обединат сојузниците, ООН, НАТО и ЕУ да примат нови држави членки. Израел е потполно право за ова што го прави. Во Босна и Херцеговина исто е критична ситуацијата. Украина, Молдавија и Грузија остануваат, се влегуваат во НАТО, ЕУ и слично. Жабе се држат вакви конференции доколку Западот не постави цврсти услови. Финска треба да се ги врати териториите од Втората светска војна. Обединетото кралство да се врати во ЕУ и слично. Ролата цел свет во НАТО, цела Европа во ЕУ да стане реалност. Само со цврста, тврда надворешна политика, зашто сега е време нели на глобализација, ќе дојде до вистински западни демократски вредности. Да се надеваме дека ова ќе биде така. До нареден пат, поздрав!